Добре дојдовте во процес. Кога граѓаните и должат на државата, тоа е проблем и тогаш веднаш стапува на сила принудната наплата. Но кога државата им должи на граѓаните, тогаш очигледно не постојат правила на игра. Ако на ова се додаде дека станува збор за лица со посебни потреби кои што сами заработуваат за живот, коментар не е потребен. Александар Велковски има 34 години и веќе 14 години раководи со сопствена фирма за изработка на веб дизајн и софтверски услуги. Како лице со посебни потреби, законски е ослободен од плаќање на придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Неговите проблеми започнале од пред 3 години, кога државата одлучила придонесите, овие лица да ги плаќаат сами, а потоа Министерството за труд и социјала да им ги враќа парите, наместо тоа да се прави институционално како порано. Александар вели дека Министерството не ја почитува обврската и со месеци доцни со враќањето на парите. Од друга страна пак, доколку тој не ги уплати парите за придонеси до 15 во месецот, УЈП присилно ги наплаќа средствата. Државата таа што треба да ги покрие, значи долговите кон ПИОМ, кон здравство и за вработување. Значи, јас како управител на фирма треба најпрво да ги уплатам средствата преку мојата жива сметка, а после тоа треба труд и социјала да ги врати назад, да направи повраток на финансии. Проблемов е тоа што почна да должат од 6 до 8 месеци. За мене тоа е неприфатливо. Јас не можам финансиски да го издржам тој терет. Затоа ми рече дека и платата. Затоа и плата, да. Ја намалив бидејќи со тоа ги намалив придонесите. Колку е сега тоа месечно? Колку за еден месец во мојот случај 5000 денари. Тоа се умножува секој месец. Стануваат по 600 до 800 евра. Овој млад човек кој се грижи сам за својата екзистенција вели дека наместо да размислува како да напредува во својата работа, тој е принуден да бара начин како да го реши проблемот со институциите на системот. На неколку пати сакав да остварам, значи, средба со ресорниот министер, меѓутоа, значи, тоа беше неуспешно. Не те прими со кој образложение? Со некој образложение дека моментов не е тука, дека не може да ја прими слично. Јас не можам никако да стапам во контакт со него. И после тоа се обрати до народниот програм? Да, и после тоа бев многу скептичен околу сева ова, бидејќи заглавив во институциите. Долго време размислав како да постапам и дојдов до идеја да го контактирам народниот правобранител, нели? Меѓутоа, како што кажав на почетокот, бев многу скептичен околу тоа. Ајде, реков, ќе направим на представка, ја направив преку интернет, колку можев да го образложам тоа, колку проблемов. После тоа, набргу, добив службено соопштение дека представката ја разгледуваат. Од канцеларијата на народниот правобранител ми се контактира. Значи, најдов на добар прием, со тоа што ја сватија моја приказна, сватија во кој е проблемов. На почетокот и тие не може да поверува дека тоа така се случува, меѓутоа покасно и самите се уверија во тоа. Така да со помош на народниот правобранител известувавме да ги намалуваат долговите. Сега должат тековно должат 2 месеца да станат и долгови. Меѓутоа ова е проблем кој што се повторува веќе 2 или 3 година. Така да се губи лавината на работењето. Наместо да размислам за тоа како да напредувам во професијата, во бизнисот, јас мора да решавам тековни проблеми околу финансиите. Не е познато на колку луѓе државата им должи пари за придонеси. Министерството за труд и социјала не одговори ниту зошто се доцни со враќањето на парите на оваа категорија граѓани кои вложуваат максимални напори за самите да заработуваат за живот и да не бидат товар на државата.
Да, токму така, значи од Министерството за труд и социјала не добивме одговор, не знаеме колку лица има кои што нели имаат вакви фирми на кои што државата им доцни со исплатата на парите за придонеси. Но затоа со мене тука се Александар Велковски и Васка Бајрамовска Мустафа, заменик народен правобранител. Добре дојдовте. Александар, вие се охрабривте, всушност сте првиот што јавно проговоривте за овој проблем, бидејќи јавноста не знаеше, не е запознаена дека постои нели ваков проблем со државата, со Министерството за труд и социјала. Бевте во Министерството, баравте прием кај министерот за труд и социјала Диме Спасов. Дознавте ли на крајот која е причината зашто Министерството доцни со исплатата на парите? Немаат објаснување. Јас не добив објаснување за тоа. Нека даваат некои одговори кои што воопшто не се релевантни. А суштината е всушност дека Министерството нема пари. Па по се изгледа дека така. касата е празна. Да. Потоа се одлучивте да поднесете представка до Народниот Да, правобранител. долго размислав како да постапам, како да го решам проблемот, бидејќи мене лично ми представува тоа проблем. Не можам да изражам толку да ме должат. По 7-8 месеци. Да, по 7-8 месеци, тоа е за мене многу, како лице, кој што само вработено. За мене тоа многу. На почетокот, како што спомнавме, бев скептичен дали воопшто да го исконтактирам народниот правобранител. Но ајде, реков, водете, направив една представка преку интернет, го образложив колку што може проблемот. Да. За чудо начитував одговор од истата таа канцеларија дека од случај ќе се разгледа за кратко време, значи некој од вработените ме сконтактира, направивме телефонски разговор. Ја го осознаа мојот проблем, значи целиот историјат, влегува во мојата положба, затоа сум благодарен и јавно тоа можам да го кажам, нека наистина позитивно одговорија на мојот случај И работите тргна. Да. Значи исплатата од 7-8 месеци се намали на 2 до 3 месеци. Вие го прифативте случајот, почнавте да го работите, од каде тргнавте, каде се обративте, на какви пречки наидовте, какви беа реакциите на институциите? Верувам дека ви е познато дека во рамките на Народниот правобранител постои ново формирано одделение од пред неколку години кој што ги штити правата на децата и лицата со посебни потреби. Така е конституирано тоа одделение. Во рамките на ово одделение како активност која што превземавме пред постапувањето по представките од страна на граѓаните беше да ги запознаеме и лицата со попреченост или лица со посебни потреби согласно нашето одделение за нивните права, согласно постојната законска регулатива и меѓународните ратификувани договори и исто така да ги охрабриме за секоја повреда или за секое непочитување од страна на органите кон кои што ние сме надлежни како народен правобранител да дојдат во нашата институција, да бараат совет и да бараат интервенција. Како што кажа и самиот Александар, за него можеби беше чудо тоа што некој од органите одговори на неговото барање, меѓутоа воопшто во работата на народниот правобранител не е чудо да постапува по представките на граѓаните, бидејќи тоа му е основна функција да ги штити правата на граѓаните. Чудно е што институциите малку мрднале од мртва точка, меѓутоа сепак се доцни. Така. Инаку во 2012 година за прв пат добивме представка од Александар кој што укажуваше на задоцнета исплата на придонесите или поврат на придонесите од страна на Министерството за труд и социјална политика. Ние веднаш го земавме предметот во работа, значи согласно нашата постапка оформивме предмет, го доделивме на советник и започнавме да го истражиме случајот и за таа цел се обративме до надлежното Министерство за труд и социјална политика, нормално првично да ја слушнеме и втората страна да видиме каква е всушност состојбата. Значи првично
баравме да бидеме известени по сите наводи кои што ги има наведено подносителот, односно во случајот Александар, и меѓу другото да не бидат образложени причините, доколку е тоа така, кои се причините зошто не се постапува согласно законот за вработување на инвалидни лица и согласно упатството за начинот на пресметка и повратот на овие придонеси. Од Министерството за труд и социјална политика добивме одговор во кој што не известија, односно потврдија дека навистина се досни со исплатата, но дека ќе се направат напори во скоро време да започне со исплата или повраток на придонесите. Тоа не беше задоволително за нашата институција, заради тоа што добивме потврден одговор дека да, навистина се доцни, меѓутоа него ја најдовме причината зошто, како би можеле понатаму согласно надлежностите да реагираме. После ова ние упативме укажување повторно до надлежното одделение во рамките на Министерството за труд и социјална политика, при што се повикавме овој пат на Законот за вработување на инвалидни лица, кој што го уредува ова прашање, како и упатството на кој што тие многу често практикуваат да се повикуваат, и укажавме на тоа дека тие се должни да ги почитуваат и законот и упатството и на лицата кои што се самообработени или на кои што Законот за вработување на инвалидни лица им признава право на поврат на придонеси, да ги почитуваат законските рокови кои што се предвидени, а тие се сосема јасни. Значи во упатството во точката 5 стои дека Министерството за труд и социјална политика е должен, односно платените средства ги враќа на жиросметката на лицето, и тоа во дадени рокови. До 15 во наредниот месец за исплатени плати до 15 во месецот и до 30 во наредниот месец за исплатени плати до крајот на месецот. Меѓутоа фактичката состојба е сосема нешто друго. Ние имаме ситуација за која што повторно Александар не извести откако го затворивме успешно предметот во 2012 година, заради тоа што Министерството за труд и социјална политика воведе една рамнотежа, односно избалансира, па почна со исплатата редовно, да кажам, ги намали така извесен период. Значи во 2013 година Александар повторно не информира дека повторно Министерството ја практикува истата работа, односно доцни со повраток на средствата за надоместок за придонеси. Ние повторно се обративме и повторно укажавме, меѓу другото во овој случај, укажавме и на обврската и на правото на, во конкретен случај на овие лица, е дека во случај на доцнење на повратно уплатените социјални придонеси, на уплатувачот ќе му се исплати камата во износ од 0,03% за секој ден. Меѓутоа, колку што знаеме, таа камата не се нешто исплати. се пропуштувам дека во Значи, законот се крши законот и во Да, и во овој случај, значи, не случајно го споменувам овој факт, заради тоа што лицата за кои што важи, за кои што се применува овој закон, треба да бидат добро запознани за своите права и да ги бараат до крај нивните права, а тоа е дека за секој задоцнето неосновано задоцнета исплата да се бара соодветна камата, онака како што предвидува Ке си ја барате упатството. Па да ви кажам, не сум баш убеден дека Ќе ја добијам. дека некој може од нешто да добие од државата. Така да не сум многу убеден за ова. Тоа може би така стои во законот, на хартија тоа применливо, ама во пракса мислам дека ова не е возможно. За мене е доволно само да може да си сервисираат редовно блоговите комби, за јас како фирма и како поединец да можам нормално да функционирам, мислам, тоа ми е поентата. Што ќе се случи доколку не уплатите пари, средства за придонеси до 15 во месецот? Што тогаш, како реагира државата, односно институциите на системот? Како што наведе господјата, значи како работодавец сум приморан до 15 во месецот да исплатам плата. Во случај сам на себе. Меѓутоа, значи, доколку завослам повеќе од една недела, по автоматизам, управата за јавни приходи, тоа е, предпоставам дека автоматизиран процес, самата генерира, значи, покана, кај што ти известува дека во рок од 8 дена, доколку не извршиш уплата по основна плата и придонеси, дека сметката ќе биде блокирана и ќе биде присудно наплатена. При тоа имаш, значи, камати, разноразни давачки во однос на одблокирање сметката и извршно решение и слично. Значи, тоа ми е дополнителен трошок и буквално секој 15 јас го доживам како терор, дека треба да снапнам пари.
очигледно државата бара граѓаните да ги почитуваат законските обврски, а самата не ги почитува. Кои се правата на граѓаните во вакви случаи? Каде да се обратат? Што можат да направат? Што советувате вие како институција која што нуди помош на граѓаните? Значи, на самиот почеток кажав дека народниот правобранител е тука да ги штити правата на сите граѓани, вклучително и на лицата со посебни потреби. Значи, она што е основното е дека лицата со посебни потреби треба да знаат кои се нивните права и треба да знаат, да го знаат патот како може да стигнат да каже до... Така, значи, она што е основното е дека во конкретен случај кога се работи за примена на законот за преработување на инвалидни лица, секако треба добро да бидат информирани што тој предвидува, дали е во интерес на инвалидните лица, односно лицата кои што во овој случај се на кои што се применува и да се ги бараат правата пред надлежните органи. Министерството за труд и социјална политика е тука кој што постапува и е должен согласно законот да постапува во делот на враќањето на придонесите и да ослободување од персонален данок на доход на наведените лица, и доколку во конкретен случај не постапуваат органите, ние сме тука, можеме да превземеме активност заради наша интервенција во поглед на укажување, препорачување, давање сугестии или мислења до надлежните органи, бидејќи ние за овој случај го информиравме и лично Министерот за труд и социјална политика со посебна информација со предлог за превземање мерки, заради тоа што утврдивме дека ова не е единствен изолиран случај, туку преку случајот на Александар всушност се огледуваат и уште многу такви случаи, заради тоа што тоа го потврдуваат и одговорите што ги добиваме од Министерството за труд и социјална политика, каде што не вели дека конкретно за Александар е исплатен придонесот, туку вели дека за лицата за кои што Министерството е должен да им изврши поврат на придонесите, извршен е поврат на придонеси. Не мислам разочарувачки е факт дека за 10 и 11 месец 2012 година повратот е извршен таму некаде минатата година. Тоа е значи една година се доцни со исплаќање на која сума се работи, колку се придонесите, да појасниме и во мојот случај, значи моравте и платата да се намалите? Да намалам, бидејќи стварно не можев да издржам веќе финансиски, тоа ми представуваше голем товар. Некој да ти должи по една година за придонеси, тоа е стварно за еден вработен човек е тешко. Сите знаеме дека денеска да добиеш работа е битка. Така. Знаеме во што се навојуваме како држава. Затоа јас морав да ја намалам. Сега моментално придонесите ми изнесуваат не неколку 5000 денари. Че тоа за секој месец. Што не е мала сума. Така е. За здравство и за пензиско осигурување. Во почетокот ми беше по-голема плата. Со односот на работна способност и коефициент на со тоа губите, значи во однос да, тоа и на самата на големината на самата пензија која што ќе следи. Така е. Да. Така да од тој аспект мораше да намалам. Дури пак размислам уште повеќе да намалам. Значи, државата наместо да ве стимулира, вие отежнува работата, ви го трга вниманието наместо кон да го развивате својот бизнес. Да, се губи, значи, професионалноста, вовината во работењето, наместо да размислувам да напредувам во професијата, да како фирма создавам нови проекти, барам повеќе работа, бидам поактивен на тоа поле на барање работа. Јас морам да решавам, значи, вакви проблеми од ваков тип, значи екзистенцијални проблеми постојано да решавам. Добро, многу се зборува во последно време дека државата се грижи за лицата со посебни потреби, дека ги стимулирали воопшто. Има ли некоја стимулација конкретно во вашиот пример? Кога се вработи, тоа мора да кажам, значи кога се вработи в неповратни средства, околу 24.000 денари, за кои што исто така пред да основна фирма се водеше битка околу тоа. Додека се водев како невработено лице, имав постојано некакви понуди за работа, кои што воопшто не беа адекватни. Фирми кои што работат со лица со посебни потреби. Значи, работни места неадекватни, со тоа што целата битка беше да успеат некако да ме вработат и за да може да ги преземат тие неповратни средства. Мислам дека беа и многу повеќе, но сега тоа зависи, мислам дека од некој буџет има таму во агенцијата за вработување. Сега мислам дека е многу понамален, порано сумата изнесуваше многу повеќе.
Така да, од тој аспект јас долго размислував што како да постапам, бидејќи постојано имав некакви понуди за работа, кои што од мене искрено преку глава ми дојда. Злоупотреби, Да, злоупотреби. од газди на фирми, Значи, за кои што верувам дека и државата знае, а ги премолчува. едноставно се богатат на грбот на вакви тип на лица со посебни потреби. И од тој аспект бев приморан, значи јас како овакво лице да основам собствена фирма, за кој што веќе 14 години екзистирам. И на тој начин, тоа ми беше мала помош, едноставно, од... Така. Меѓутоа не сте натовар на државата, Да. не барате ништо од државата, едноставно да си ги исполнува своите обврски. Да. Законски. Дори се и општествено корисни. Да. Не Дали како да ги заштитиме ваквите луѓе од злоупотребите на ваквите фирми? Има ли начин како? Има, мора да бидат охрабрени да пријават. Самиот факт дека досега до народниот правобранител едно лице пријавува, а се работи за проблем кој што засега голема група на граѓани укажува на тоа дека или не знаат каде, меѓутоа или не се доволно охрабрени, стравуваат од пријавите во ваков случај. Ова беше кажано и на тркалезната маса која што ја посветивме за правото на работа или правото на вработување на лицата со инвалидност. Нашето одделение имаше организирано пред неколку години, каде што разговаравме токму колку е достапно правото на работа или вработувањето на лицата со инвалидност. И тогаш беа кажани од присутните вакви некои забелешки во смисла на тоа дека има злоупотреби, дека не знаат каде да се обратат или не знаат колку навистина ќе ја добијат потребната заштита, заради што ние после таа тркалезна маса упативме и констатации и препораки до надлежните органи, вклучително и до надлежниот инспекторат, трудов инспекторат, за превземање на сите мерки за заштита на правата на овие лица, заради тоа што тие се тие кои што вршат надзор над работата на овие фирми, да кажам, условно. И во конкретен случај ние баравме да има транспарентен начин на постапување, односно да има постапување кој што ќе даде ефект со целосно информирање на странката која што бара помош од надлежниот орган, заради тоа што лицата со посебни потреби укажа на селективен пристап од страна на надлежните органи. Значи, зависи од охрабреноста, зависи од волјата на лицата со посебни потреби, од на самоопределените, од информираноста, информираноста се разбира, да, од нивната едукација за нивните права, за начините за заштита и механизмите за обраќање. Ние сме тука како институција, меѓутоа има и други органи кои што исто така ги штитат нивните права. Тоа се надлежните министерства кои што се обврзани со закон да постапат согласно законската регулатива. Тука се надлежните инспекторати кои што се исто така, но има и судска заштита доколку не се задоволни од постапувањето на органите. Така, јас се надевам дека после вакви јавни настапи многу од граѓаните ќе се охрабрат и ќе си ги побараат своите права, а за транспарентноста на институциите, конкретно за Министерството за труд и социјала, еве, се надевам дека и тие понатаму ќе ги отворат своите врати и за медиумите и за вашите прашања. Ви благодарам што бевте гости. Благодарам.